Како да беше вчера, сеќавањата се свежи во мојата глава, сведочи Зафировски, учесник во народно-ослободителната борба. 13 ноември е ден што ќе се памети за навек, значаен датум во историјата на Скопје. Сведоштвото на учесникот е сведоштво и показател дека Скопје треба да го чуваме, негуваме и пренесуваме неговата историја на идните генерации. Господине Зафировски, може ли да ни кажете какви се вашите сеќавања за 13 ноември, односно кога се ослободи градот Скопје пред многу години, односно од народно-ослободителната борба? Јас можам да ги пренесам сеќавањата на тогаш активните борци, а ние во Сојузот на борците на Македонија, во главниот одбор, градскиот одбор, ги одбележуваме сите позначајни настани од Втората светска војна, кога е создавана нашата држава. Така да можам да пренесам дел од тие историски заклучоци и сознанијата на тогаш се уште живите борци. Едноставно, значи, 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, во нашата историја останува и треба да остане како еден од најважните датуми, затоа што со тоа е ослободен фактички главниот град на новата држава. Таа операција за ослободување на Скопје е последица од дел на низа други воени операции, ослободувањето на Велес, денеска е денот на Кичево, значи на повеќе градови низ државата, а финалето е со ослободувањето на Скопје на 13 ноември, каде што учествуваат повеќе воени единици, меѓу кои голем товар носи 42-та дивизија, 3-та ударна македонска бригада и делови на придружите групи на главниот штаб кои се повлекуваат после ослободувањето на Велес. Главниот штаб е сместен, според моите информации, на средноводно, ноќта меѓу 12 и 13, бидејќи дел од единиците се доаѓаат преку Китка планината, преку Драчево и така натаму, се вклучуваат, се стационираат на средината на водно, а 42-та дивизија го држи магистралниот дел на влезот на Скопје, сега што би рекле некако кај автокоманда, па наваке. Така што ние во нашата младост, по младите генерации, празниците и ослободувањето на Скопје ги имаме доживувано како убави настани. Какво Скопје им должиме на идните генерации? Дали треба нешто да се промени? Во која насока треба да се движи градот за на идните генерации да им се остави што е можно подобар живот во иднина? Да, мислам дека на место прашањето, тоа е главната обврска, како што моите генерации од предходните го наследија тоа Скопје што им се остави во аманет да се гради, да се прави, така и сегашните генерации се во исто време треба да ги прифатат, да ги имат правата на креирање на слободниот простор и самиот живот на Скопје, со сите своји наследства, затоа што ние имаме и голямо и културно наследство во Скопје, ние имаме 1000 години историја на градот, има разни цивилизацијски слоеви. Ова е приказ да фактички од 1000 години треба да ви се остави и да се развива и понатаму, со главата горе и со голема гордост пред светската јавност. Господине Зафировски, ви благодарам што го споделивте вашето сведоштво за овој значаен датум за главниот град Скопје 13 ноември. Благодарам на вашата телевизија и честит празник.